Денес сме овде во Делчево, во овој прекрасен објект. Денес е отварена изложбата, која е практично со трудови работени последните 3-4 години. Практично овие трудови се преземени од мојата фейсбук страна. Оригиналите не се секако тоа, туку се печатени, извадени од фейсбук страната. Инаку, нормално сите знаете дека карикатурата по принцип е специфична уметност, како уметност се негувана повеќе во дневни или неделни вестници, обработува по правило актуелни теми, иако овие обработуваат актуелни теми, меѓутоа во некогаш биле актуелни, меѓутоа тие се обработува на тој начин што имат некоја потрајна вредност, така да карикатурите обработуваат овие се избрани така да може да бидат универзални, инаку сите знаете дека хуморот по правило има и локално значење, меѓутоа има и универзално значење, односно е препознатлив и за култури и народи во цел свет. Овие се така избрани да може да испратат хумористична порака за практично за сите култури и сите нации. Предоставам дека ќе уживате, иако мојот стил е таков да работам карикатури повеќе со текст, за разлика од некои мои колеги кои работат карикатури повеќе кек, без малку со малку текст, овие малку имат, да речем, повеќе напор да се осознат, да се прочитат. Меѓутоа тоа е тоа, тој е стил. Ова изложба значи поместена од Македонска каменица, таму беше по Јаков од камена летер, сега ја донесуваме овде. Наскоро, значи, овие сите карикатури се инаку веќе отпечатени во моите книги, сега наскоро излекува книгата Мајови 4, таму ќе бидат најновите карикатури од 2023-2024 година. И тие исто така може да сите ги следите на фейсбук страната, на TikTok и на Instagram. Тоа е отприлика она за денешната изложба. Јас се подобно да отвориш нова изложба и додам само тоа дека карикатурата е специфична баш преди тоа што во неја се одржана некаква интермедијалност. Не може да се разгледа само од сферата на ликовните медиуми, баш преди тоа што е како искривот придржана и со текст, нешто се некаква помалку ликовите наративна предложка. Карикатурите на Јордан Ѓорчев се специфични по тоа што во ова денешно, може би скудно време за уметноста, имаат своја нота на ангажираност. Нешто што помалку или повеќе стана реалитет на уметничката сцена кајнска и пошироко. Од друга страна, значи, се карикатури кои што се актуелни не само во еден момент кога вредници, значи период кога се создадени, туку јас лично сметам дека во себе содржат и нешто многу по-субтилно, значи по-универзално, нешто по-трајно, нешто што кореспондира и со духот на времето, меѓутоа баш преди тоа што е како искривот придржана и со текст, нешто се некаква помалку или повеќе наративна предложка. Карикатурите на Јордан Ѓорчев се специфични по тоа што во ова денешно, може би скудно време за уметноста, имаат своја нота на ангажираност. Нешто што помалку или повеќе стана реалитет на уметничката сцена кајнска и пошироко. Од друга страна, значи, се карикатури кои што се актуелни не само во еден момент кога вредници, значи период кога се создадени, туку јас лично сметам
дека во себе содржат и нешто многу по-субтилно, значи по-универзално, нешто по-трајно, нешто што кореспондира и со духот на времето, меѓутоа и имаат, значи, некаква латентна интенција да остават белен трак, нешто што е потрајно, што ги надминува рамките на времето во кое што се создаде. Значи, толку таа е таа врска помеѓу карикатурата како медиум кој што се занимава со, можеби со локални и актуелни проблеми, феномени и така натаму, и од друга страна карикатурата како медиум преку кој што може да се пренесат универзални пројаки кои што негуваат на својата актуелност, односно на некој начин се, помалку или повеќе некакви evergreen пораки, значи една за секој дадени и свежи покрај тоа што времето одминало. Сметам дека тоа е сосема доволно како повед за ова изложба, а понатаму пресудите кои ќе ја проследите, може да се надам да уживаат во приложените немачки дела. Почитувани присутни, сакам да ви се заблагодарам како прво што е денес дојдовме тука, се собравме да ги видиме, значи, карикатурите на професор доктор Јордан Ѓорчев и, значи, овие карикатури овде денес ќе имате можност да ги разгледате и да ви дадат поттик, може би на некој од вас и вие еден ден да правите такви дела. Во оваа прилика сакам, значи, да се заблагодарам на професор доктор, значи, Јордан Ѓорчев, кој што е присутен овде кај нас и што ја донесе, значи, оваа изложба. Голема благодарност и до директорот на фестивалот Јаков од Камена река од Македонска каменица, значи, Милен Ѓоргиевски, бидејќи во соработка со овој фестивал и благодарение на нив оваа изложба е и во Делчево. Сакам да се заблагодарам на сите, значи, денес присутни овде и да ви посакам, значи, убави мигови со изложбата. Благодарам. Денеска ќе биде представена во Делчево изложбата на Јордан Ѓорчев, 1963 година роден, 20 септември. Тој е еден интелектуалец кој е основач на Меѓународниот Славенски универзитет во 2004 година во Свети Николи во Битола. Правен факултет има завршено во Скопје, магистрирал на темата социјална психологија во Русија, докторирал на тема економски територии исто така во Русија на Тамбовскиот државен универзитет. Со втор докторат се стекнал во Универзитетот Чернорезец Храбар во Варна, Република Бугарија, така да можеме да изразиме дека тој е висока класа интелектуалец на индивидуа која има два докторати. Од 2000 до 2005 година бил исто така градоначелник на општина Свети Николе. Во неговиот дел бил автор на многу дела, како во областа на сликарство, така во областа и на карикатурата и на поезијата. Има направено многу карикатури и многу изданија во местните весници и се стекнал низ годините со многу голем број на награди и признанија и исто така има неколку донации во институциите, во здравствените институции во Велес и во Јасеново. Денес имаме можност да ги погледнеме неговите дела во областа на карикатурата, но во блиска иднина се надеваме ние како институција и јас поготово како стручен соработник за ликовна дејност дека ќе направиме изложби на неговите дела од сликарската област. Како граѓанин на општина Делчево, Република Македонија, денеска поминав да ја видам оваа прекрасна изложба на карикатури од уметникот и карикатурист Јордан Ѓорчев. Прекрасни се, на пати повеќе смешни, има и озбилни,
но се надевам дека ќе ги видиме и неговите сликарски дела наскоро, за кои што имаме слушнато дека се добри, па сакам да ги видим и во нашиот град што поскоро.